Македонската православна црква денес го празнува Света Педесетница Духовден, односно 50-тиот ден по воскресението на Исус Христос. Овој празник се смета за роден ден на Христовата црква. Се смета дека 10-тиот ден од Христовото вознесение, Светиот Дух слегол врз апостолите, кои биле на молитва во Ерусалим, и од тогаш Светиот Дух не ја напушта црквата. Празникот денес во Тетовското архиерејско наместништво со црковно-народен собир се одбележа во Тетовско Блаце, односно во манастирската црква Света Троица. Подот на манастирската црква беше послан со лисија од орев, од кој додека свештеникот го призива Светиот Дух, верниците плетат венчиња. 50 дена по вознесението Христово се празнува слегувањето на Светиот Дух на апостолите, кои осветени ја започнале проповедта на Божјата благодат. Истакна парохискиот свештеник отец Ненад Ѓорѓевски, која отслужи празничната богослужба. Благодата Божја која со Светиот Дух се излива врз Христовите апостоли и денес се наоѓа во Светата Христова црква преку незиното свештенство, светите тајни се разделува на децата Божи. Така црквата Божја на денот на своето раѓање постанала непресушен извор на благодата Божја, која сите незини деца, сите крстени души христијански се храна со таа духовна храна, се спасуваат од гревот, злото и вечната смрт. Да не забораваме, драги браќи и сестри, дека нашето спасение не е само Божјо дело, туку тоа треба да биде и наше дело. Ние како луѓе треба да сакаме, да се трудиме, да бидеме спасени и избавени, се разбира со благодата Божја. Да ги украсиме нашите христијански души со добродетелите, со вера, надеж и љубов, но со цврста вера, постојана надеж, делотворна љубов. Сето тоа може да се постигне со голем труд и тоа бара жртва и кон Бога и кон луѓето, која што треба да ја храниме постојано со Божја благодат, која и денеска, како и на Педесетница врз апостолите, изобилно се излева врз сите деца Божи, па и ние со своите сили, своите напори, како они несрешник од провалијата, ќе се спасиме од гревот, злото и вечната смрт, ќе го наследиме Божјото царство. Чествувањето на Духовден продолжи со благословување на колачите и пченицата принесени од годинешните кумови. Вметнатите парички во прекршените левови ги одредија кумовите кои наредната година ќе слават. Со векови жителите на Блаце го слават Светото Тројство. Некогаш се славело поскромно, но затоа денес овој празник се слави побројно и побогато, а традицијата се повеќе ја прифаќаат младите. Манастирот Света Тројца во Блаце е возобновен во 1978 и во 2002 година. А на денешниот празник, ова светилиште е место каде што се собираат се поголем број верници. Наша прослава е традиционална, значи секоја година наназад се празнува Духовден во нашиот манастир Свети Тројца, познат како Самовилска вода, кој е посетен не само на денешниот ден, значи посетен е скоро секој ден од посетители кои за здравје, за потреба некоја своја го посетуваат местово, земајќи од лековитата вода која се наоѓа во изворот во средината на црквата и кој помогнал на доста луѓе. Ние се трудиме местово да биде убаво, значи го градиме патот со бегатон коцке секоја година како има средства од донација, од местното население, од луѓе на кои им помогнал манастиров. Парите ги употребуваме, значи, во изградба на патот, зашто побарго да се стигне до манастирот. И нормално и овој ден го славиме со богат ручек, значи секој кој е присутен гостина овдека на денешниот ден во манастиров, сигурно нема да замине гладен од овдека. Така да се припрема тамо нашата позната киселина, гулаш, манџа и така. Значи,
Тоа е традиционално јадење овдека, кое сите го знаат и го чекаат. Моментално оваа година има 12 кума, 12 кумови кои почнавме ние со тројца, меѓутоа луѓето се пријавуваат сами и секоја година бројката расне. Но нека е заубаво, нели сите сакаат да бидат дел од оваа денешна прослава. Празничниот ден беше прилика верниците од голем број места, со автомобили или пеш, по патеките на Сувагора, да стигнат до манастирската црква и да наполнат од лековитата света вода, која се наоѓа во православниот храм, за која се верува дека има лековите својства. Многумина доаѓаат секоја година, а некои од верниците и за прв пат. Јас сум Джордж Кути Пуннакату, роден у Индија. Волим Македонијата многу. Слушајте од Македонијата од Библија. Од Библија пише Македонија 13 пут. Де Македонија не зна. Сад знае како е Македонија, како е македонски народ. Македонски народ ја волим. Многу пријатели, љубави народ овде. Голема благодарност да бидеме дел од овие дени и така. Јас сум у Германија, не сум бил можда 200 година, ма ова година со децата реши да дојдем овде за овој празник. И намеравам секоја година, ако биде така, ако може да се дојде, да дојдем за овој празник. Денешниот ден се прославува многу добро. Ми идемо секоја година овде со фамилијата и многу е добро. Има и музика и дава ручек, сите се задоволни. За здравје се иде, се дава нешто поклон, се зема лицитација, се купуе, за дома се носи, тоа е стварно нешто квалитет од овде што се зема. И така. Иначе ние сме од село Одри Тетовско, али идемо директно овде за сваки празник. Ги покануваме сите луѓе, разбираш, што са од било каде, дали испоријата, било каде, нека дојде да виде каде овде место добро, разбираш, да дојде да виде дека ова село е за сите, душа дава, срце дава. По лицитацијата на даровите принесени од верниците во црковната трпезарија за сите присутни верници беше организирана заедничка трпеза. Прославата на Духовден со песна и музика продолжи во манастирскиот двор.